Епизода 71, NextGen Podcast. Денес сме одгостени по втор пат со мене заедно во мојот формат Огнен Огненовски. Огнен, здраво. Здраво, Георги. Како ти изгледа овој мултитаскинг пред почеток? Само што ти искритикува позитивно дека 10 работи вршиш во исто време, така да. Да, па ова е единствен начин за да се случи ова и за да може да споделиме публика тоа што го направив минатата година, сега за новата година, поточно за претходната, нели? Сумирани податоци, прво да те прашам како си? Па одлично, не можам да се пофалам дека сум најдобро бидејќи исто 300 на саат сме со сите активности, али све за добро, така да. Што се случува, што е најактуелно сега периодов? Па она што е најактуелно кај нас, конкретно работиме веќе подолго време, година и нешто на редизајн на бизнес мрежа. Негде во текот на месец јулија очекуваме да ја пуштиме новата верзија. Интегрираме вештачка интелигенција, нови модули, редизајн правиме, да речеме фейслифт на она што е веќе постоечко, веќе 12 години го менуваме постоечкиот дизајн. Така да фокусот ни е таму, бизнес лидер го спремаме за годинава, го подготвуваме за 15 октомври, чисто како најава ќе се случува во една подруга форма. Во Македонска филхармонија ќе го правиме настанот Бизнес лидер 2026. Тоа не ми го сподели приватно, не ми каже. Да, во суштина од претходно каде што се одвиваше во Александар Палас во едно кабаре шоу, оваа година одлучивме да го промениме концептот на доделувањето на награди, каде што ќе биде, и тоа не ти го напоменав, конференциски и настан за доделување на награди. Да. Ќе има неколку панел дискусии, ќе има макроекономска ексклузивна анализа, представена за последните 4 години, заклучно со прва полугодина 2026 година, како и каде се движи македонската економија. Потоа ќе следат неколку 2-3 панели, негде околу 17 часот би требало да почне настанот и 19 часот официјално доделувањето на награди, кое што би траело некаде до 22 часот. Така да 5-6 часов на изменет формат. Да, изменет формат во Македонска филхармонија, бидејќи очекуваме поради се поголемиот број на компании кои што сакаат да присуствуваат на настанот, очекуваме негде околу 500 до 600 гости, македонски бизнисмени, предприемачи, бизнес лидери, владени представници, дипломатски кор, медиуми, така да би требало да биде и очекуваме да биде најголемиот и најсериозниот настан во кој што се, да речам, собрани македонската елита и компаниите кои што се најбрзо растечки, најуспешни и така натаму. А која година поред е сега бизнес? Ова е трета година поред. Трета јубилејна. Јубилејна. Да, секоја година е јубилејна. Секоја година е јубилејна кога ќе преживееш во бизнес. Да. Што би истакнал дека годинава има поинако формат за доделување награди, повеќе по различни категории. Имаме жени успешни во бизнисот. Што значи жена успешна во бизнисот? Да раководи на управителско место или претседател на управен одбор, например да е жена, да раководена да е компанијата од жена, а при тоа да има раст и развој на компанијата во однос на приходите, вработените и добивката која што остварува компанијата. Ке имаме најбрзо растечки компании, еве да откриам, имаме над 100 компании кои што пораснале од 2022 до 2025 година од 40 милиони на над 300 милиони денари во приходи. Од многу разни индустрии, евра веројатно. Денари. Денари, да. Значи од 700.000 евра до над 5 милиони евра, тоа се компании кои што не се толку стари на пазаров, но имаат фрапантен скок галопирачки, значи од брзорастечки компании. Потоа ќе имаме компании кои што се извојуваат според бонитетната оцена, имаат висока бонитетна оцена, не значи дека компанијата е успешна ако има раст на приход или раст на добивка, едноставно многу повеќе индикатори се земаат во предвид, ако крвната слика, да речеме, е квалитетна и добра компанија, тоа значи дека сите индикатори ги исполнуваат максималните вредности. И такви имаме негде околу повторно 50 на 60 на компании, кои што ќе издвоиме дел од нив кои што се најуспешни во дејноста, а при тоа имаат последователно 3 години поред највисока бонитетна оцена А во Македонија, тоа значи дека ги исполнуваат најстрогите критериуми за ликвидност, задолженост. Колку такви компании има? Доста компании има со А оценка. Зборев минатиот пат дека многу малци имаат. Да, во Македонија, ако не се лажам сега точно бројката на памет, ја знам негде околу 44 компании има за 26 година со бонитетна оцена А. Доста мал вака број. 44.
А оние кои што се последователни во различни категории во последните години има навистина малку. И затоа сакаме да ги издвоиме оние кои што го повторуваат успехот константен низ годините. Така интересно, ако спомна за жени, минатата година бизнес лидер баш има впечаток дека 80% беа жени од менаџерите што излегоа на сцена. Па голем број раководството на жени ке нас е во подем и сакаме да го потенцираме, да го истакнеме тоа, бидејќи статистички многу помал број на компании се раководени од жена. Од друга страна, статистички многу поголем број на компании растат кои што се во процентот на раководени од жена. Така да корелацијата е процентуално компаниите управувани од жена се поуспешни, бидејќи така говорат бројките, едноставно не можеме против фактите да зборуваме ништо. Инаку имаше негде, мислам дека беше негде 50-50 поделбата на мажи и на жени на настанот. Не ги биравме да дојдат само мажи или само жени, едноставно управителите и компаниите кои што се собствениците беа некако рамномерно распределени. Значи се equal. Equal, да. И сега 2025 вака, ако треба да ја сумираме неколку реченици, како изгледаше за македонската економија? Вака твое некое гледиште, повеќе лично, па после може и на бројките да се осврнеме, како некој што е 15 години у бизнисот. Па, анализирајќи ги последните 10 години, македонскава економија си има, да речем, драстично променето. Ако споредиме како е денеска со пред 10 години. На кој начин? Разни поинакви индустрии го предначат, го водат растот на македонската економија. Но интересно е да се анализираат тие индустрии што правеле од пред 10 години до 2025 и заклучоците се дека токму тие индустрии, ќе ја споменам IT индустријата, градежниот сектор, го губат, да речем моментумот на раст. IT индустријата, ќе го зборуваме и тоа, е во фаза во која што со помал број на вработени, односно со поголем број на вработени, генерираат помалце добивки, што значи дека продуктивноста по вработен паѓа во однос, например, на градежниот сектор, каде што е малку поинаква сликата. Што се случува од 2025 година? 2025 на севкупно ниво негде порасна околу 2,5% вкупните приходи на Македонија. Трговските друштва во Македонија, тоа се ДОЕЛ, трговците поединци, акционерските друштва, имаат генерирано вкупни приходи од негде над 700 милиони евра, повеќе во однос на 2024 година. Но сега поентата и она што сакам да го потенцирам е каде отишле тие 700 милиони евра, односно во кои индустрии се слеале, дали тука влијае некој нов пазар, нова дејност, или самата инфлаторна политика, односно инфлацијата, допринела до тоа да како се зголемуваат цените, така ние повеќе плаќаме, а така се зголемуваат и вкупните приходи. Така да во суштина, во еден краток заклучок, 2025 година беше доста турбулентна, но не само 25-та, и 24-та, и 23-та, и 22-та, значи од ковидот намаму имаме секоја година некаква различна криза. Моментално од 2026-та живееме во некоја нова криза со геополитики на исток. Транспортот трпи со поголеми цени. Горивата, веројатно, цените цело време осцилираат. Само горивата се проблем, но за да дојде продуктот се и ова потрошило бензин за да дојде тука, и микрофонот, и светлото, и ние двајца. Така е. Мислам, со зголемувањето на вредност на цената на горивата, односно на нафтата, на светските берзи, влијае во ланецот на дистрибуирање на стоки, услуги, продукти, така да секоја цена, секој продукт се очекува да поскапи. Со каква инфлација, со каков процент можеме само да нагаѓаме. А има ли тенденција и оваа година да се задржи таа некоја нестабилност? Или се навидували како, се знам дека нели да збориме геополитика, веројатно многу фактори се, не е само економија, ама пак економијата некој показател за сите други движења. Има некоја тенденција, мислиш, да се смират работите? Ти си имаш претходно искуство доста од минатите години пред овие пост-ковид некако. Што бидејќи разговараме со анализи, правиме на разни дејности, разговарам со предприемачи, со менеджери и слично. Она што можам да го дадам како заклучок е дека како никогаш до сега
македонецот или па и на европско и на светско ниво, предприемачот и менаџерот е навикнат на криза. Ние постојано велевме, почнува ковид, се стегнавме, почнува војна во Украина, се стегнавме, почнува некаква криза, како да веќе се оттрпнавме и се навикнавме да бидеме поподготвени на потенцијална криза. Доколку ги исклучиш како индикатор ковидот и Украина, оваа нас криза во Иран многу повеќе ќе нас здрмаше, доколку не постоја тие. Сега постоја они во нашето минато и некако се полесно стабилизираме, се снаоѓаме и се уклопуваме во целиот систем на кризен менеджмент, би го нарекол, бидејќи многу полесно управуваме со кризни ситуации во кризни времиња. Би издвоил дека во просек најмногу трпи оној кој што стартува, оној кој што е на самиот старт во бизнисот, бидејќи и анализите говорат дека растот на пазарот е евидентен, одредени индустрии растат 8%, 10%, 15%, имаме индустрии што растат и 20%, градежен сектор расте и над 60% во изминати 4 години, но за приметување е дека оние кои што сега стартуваат многу по-слабо им оди, бидејќи имаат во просек проблеми со ликвидноста, поголем број на блокирани банкарски сметки, стечени постапки, ликвидациони постапки, а оние поголемите можат полесно да го нивелираат и да го амортизираат ударот. Они од друга страна имплементираат и нови технологии, нови вештини и го амортизираат падот, односно не само што не паѓаат, туку и растат и на приходи, и на добивка, и на продуктивност. Градежен сектор. Сите зборуваме, растат трошоците за изградба на згради, нели, растат плати. А во просек македонската економија, односно компаниите од изградба на згради деноста, генерираат за 60% поголеми добивки во однос на 2022 година. Од друга страна со помал број на вработени. Значи, се помалку луѓе има потребни некако. Мислам, се повеќе луѓе се потребни во тој сектор, но секторот се снаоѓа да сработи со 10% помалку кадар, а при тоа со 10% помалку кадар да генерира поголеми приходи, поголема добивка и by the book, како речеме, тоа е веќе значи по број на вработен, дејноста е многу попродуктивна. Бидејќи целта на бизнисот е, не карактеризираме, не политизираме ништо, целта на бизнисот е со помал број на вработени да генерира поголеми приходи и поголемата додадена вредност по вработен, односно да генерира поголем профит. Да. И сега интересно ме наврати нова од пред малку моветот за претходни за сега, за новите фирми, нели како ја што се бавам со бизнис, ме интересира ако направиш некоја ретроспектива ти кога почнуваше со фирма, како изгледаше тоа сцената и сега бидејќи си доста запознаен и со, например, конкретно ја што го прави уште милион млади, ти си цело време отворени за помош и за се. Колку е различно стварно? Многу нема споредба, мислам. Кога почнував бизнис, од многу аспекти е различно. Различно е од аспекти на зборот предприемништво прво не беше доволно чуен во Македонија. Јас се сеќавам кога се запишував на постдипломски, тоа веќе има 15 години поминато, предприемништво воопшто не постоеше како смер кај нас на факултетиве. За да започнеш бизнис порано, не беше проблем да најдеш луѓе. Значи, моите пријатели како започнуваа работа, па и јас самиот, работеа за 100-150 евра. Тоа е сега исто невозможно. Имаше Македонија во тоа време 36% невработеност. Не знам дали го памтиш тој период. Да, памтам од телевизија некој такви податоци. Сега колку е например смалено тоа? Околу 11-12%. Сериозно, толку намалено? Веќе сме приближени на европскиот просек, не зборам главниот просек, туку просекот на одредени европски држави. Да, од регионот. Да. И тенденцијата дека просечниот број на вработени се намалува. Слушам и по телевизија дека македонската економија ако сака да продолжи да расте, мора да прима работници од надвор. Значи самата специализација е ниска. Дека се случува и тоа. Се случува и тоа поготово градежни фирми највеќе. Они веројатно на тој начин имаат со помалку вработени поише приход. Тоа е многу интересно. Да се анализира, јас не би навлагал толку во таа тема, бидејќи немам специализација, не сум стручен за градежен сектор, но ги анализирам бројките, стручен сум за анализа на бројките, а бројките го кажуваат тоа. И сега ја би се задржал на тие заклучоци. Сега на прашањето што е различно. Најголемата разлика е во тоа дека во пред
10-15 години да започнеш бизнис во Македонија, имаше она нашето со лопата да ги ринеш економисти, правници, луѓе кои што можат да ти помогнат да го кренеш тој бизнис за низок трошок, но од друга страна и пазарот беше неотворен и немаше доволно простор да го продадеш својот продукт. Моментално е полесно да го продадеш продуктот, бидејќи е пазарот поотворен да го купи, но од друга страна има сериозен притисок на вработување на нови кадри, бидејќи секој човек кој што сака да се вработи, па макар и прво вработување веќе е многу по ригорозно, односно бараат новите вработени плати од 500, 600, 700 евра, кои што одредени стартапи не можат да си ги дозволат. И тука е веќе тој, да речем, клинч помеѓу дали одредена индивидуа сака да се вработи некаде и сака да го голтне искуството што ќе го заработи без пари. Така да јас одговорот е не. Одговорот е не Да. Во глобала, но тие што го прифаќаат искуството за во замена за пари, на долг рок им се исплати, бидејќи единственото нешто што некој не може да ни земе е нашето знаење, нашето искуство. Парите се заработуваат и напротив ние имаме доволно долг животен век да ги заработиме нашите пари. А искуството и знаењето се учи, некој ти дава да го учиш бесплатно, нели условно. Значи, Па и дури те плаќа за тоа. Да, значи некако ако му доаѓа на исто всушност дека било, или која придобивка би ја ставил ти како повредна, например поотворен пазар што го има во ситуација јас например како некој со 20 години што отворил фирма, може да излезе директно на нели на пазар кој го проширија луѓе како тебе претходни, некоја нова генерација предприемачи, нели условно кажани. Сега и тој капацитет со луѓе, бидејќи сега пред малку зборевме, нели, дека пак на крај види сега се до израз доаѓаат менаџерските вештини кои што се учат на факултет условно. Не можеш да научиш за жал на улица одредени вештини кои што се теоретски потврдени со разни истражувања од типот на организацијски вештини, people skills, нели, со луѓе, работа со луѓе, нешто една од најтешките работи. Така да човек кој што треба да убеди и да состави тим за работници, а има лимитиран буџет, ќе успее тој кој што знае да ги убеди луѓето, да му веруваат во неговата визија и да нели да не биде протолкуван ова да ги излаже да работат за него. За жал не може да успеат сите тие стартапи, но успева и победува на крај оне кој што има најдобри менаџерски организации. Тој што ќе собере највеќе луѓе со себе попадат, веројатно. И тој што има најголема волја, испаѓа на крај сепак волјата. Апсолутно, да. Е пресудна. Сега може да отвориме да видиме што викаат бројките, би сакал да издвоиш некој од работите вака. Минатата година опфативме доста интересни теми, зборевме за маркетите, тоа за Lidl беше отиде вирално, ти текно отиде доста вирални. Lidl уште не влезе. Имав ситуација пријатели на не познаници кои што ме препознаваа, да ме прашаат дали може да ургирам јас за одредени лица да се вработат во Lidl, мислејќи дека ја го раководам Lidl. Беше стана лицето на Lidl. Да. Не знам како не те побарале до сега за интересно е да се истакне таа дејност, кај нас се случува доста експанзија некако на таа дејност. Па да, види експанзија. Самата инфлација доведува до поголеми повисоки цени. Повисоките цени доведуваат до поголеми приходи на компаниите, така да до израз доаѓа повторно што со нашите вработени, со нашето експертско знаење, колку можеме да искористиме од нашите вработени, од тоа што го работиме, да генерираме повеќе профит, а при тоа да генерираме повеќе приход. Не сите успеваат во тоа и самите сме свесни дека одредени играчи на пазарот во Македонија успешно, одредени неуспешно ја завршија 2025-та. Она што би го истакнал е растот на, јас само да отворам табелата, растот на Cam Market. Cam Market е во Македонија во топ 5 компании по остварени приходи. Од севкупната слика, така да? Да, од севкупната, од сите македонски компании, на кој е лидер во дејноста во која што работи, пред Кипер Маркет. Но она што е интересно, растот на Камот
има пораснато камо од 300 на 330 милиони евра, 10%. значи негде околу 30 милиони евра поголеми приходи има остварено во 2025 година, што е од друга страна Кипер, второрангираната компанија по приходи во Македонија, која што има 220 милиони евра приходи имала во 2024 година, во 2025 година имаат пораснато за 16%, што значи дека просекот на индустријата, ако е негде околу 6-7% раст на приходите, и кам е над просекот, и Кипер е над просекот, но Кипер расте многу поинтензивно и побрзо во однос на кам. Дали ќе го стигне или не, оваа разлика која што е помеѓу нив не се пристигнува за една година, но можеби за 3 до 5 години можеме да гледаме сериозна конкуренција во однос на лидерската позиција. Со оглед на тоа што ни доаѓа нов играч на пазарот. И Шпар и Lidl за не веќе наредна година. Очекувам да се дежаву да се помести границата и да се сериозна конкуренција да настане во таа топ 5 лидерска позиција на пазарот. А ме интересира исто може да се навратиш од претходно некои информации, веројатно од глава би можела да ти текне пред 10 години. Како овој сектор на супермаркети, на прехрана, таа индустрија, како е постојано во толку голем пораст? Дали конзумеризмот порасна, дали цените, дали што се смени тука и како претходно, на пример, не сум замислил дека имало големи играчи од типот на Веро, на Тинекс, можеби, но не во тој ранг во кој се издвоја сега Кам, Кипер. Јас чувствам кога вчера таа фирма да дојде кај нас, има 300 милиони евра скоро. И за да биде јасна сликата што се случува со одредена индустрија, не можеме да ги гледаме најголемите играчи, бидејќи како што ти кажав малку пред малку. Најмногу профитираат оние кои што се долго на пазарот во услови на криза, оние кои што започнуваат во услови на криза, компании кои што имаат многу пониска ликвидност, помал капитал, нели кеш за да ги амортизираат тие шокови, многу полесно го губат доминацијата на пазарот. Ако ја анализираме целата дејност расте постојано 2, 3, 4, 5% годишно. Но лидерите растат многу побрзо од просекот на индустријата. Така да во наши очи изгледа дека индустријата граба, но од друга страна веќе те потсетам на тебе дали се сеќаваш до пред 10 години колку локални продавнички имаше во Тоа се сакав да се навратам. Македонија. Тие биле веројатно тие локални фирма или не биле дел од фирма. пазарот. И тие ако ги соберете вкупните приходи на сите тие мали продавнички локални, кои патем се уште постојат во одредени мала. Ама многу намалено, од 90%, можеби 80%. Да, но се уште постојат. То бака и слично. Гранапчиња, тие приходи го формираат се вкупниот пазар во Македонија. Големите маркети, супермаркети доминираат, па и од трета страна па и расте онлайн набавката на стоки и услуги, односно на и прехранбени продукти исто така, пакет мака и слично. Така да ако пазарот расте секоја година со 5%, овие големи играчи растат со многу поголемо, побрзо темпо, бидејќи малите играчи, односно микроиграчите за жал ја губат битката со инфлацијата, ја губат битката со луѓето, бидејќи ако можете да претпоставите дека пред само 10 години луѓето на каса во Македонија земале по 10-12 денари плата, моментално немате вработен испод 40 денари пример на каса низ супермаркетите. 40 денари плата во Македонија е некоја просечна плата, отприлика, која што не може да си ја дозволи малската продавница во кисела вода, аеродром, центар. Значи, накратко кажано, оваа трка со големи играчи е однапред изгубена. И тоаш како гледаш ти раздвој, например, претходната епизода, минатата година, 11 месеци баш поминати, скоро година од кога снимаме, зборевме дека нели мали фирми се некако движечки фактор во нашата економија, дека е доста сочинета од фирми што ги нарекуваме ние како фамилиарни фирми. Но на долги стази секако ја губиш играта од овие големи играчи. Како треба да се води таа игра? Сега некој што сака да се бави со предприемништво, сака општо фирма да развива, во која насока треба да го гледа својот вин? Многу квалитетно и добро прашање, бидејќи правев анализа и на компаниите во Македонија кои што без вработени успеваат да остварат одредени приходи. Инаку за јавноста да биде добро запознаена, во Македонија и на многу места во светот е дозволено предприемништво без при тоа да ти бидеш
само вработен во компанијата, односно компанијата да може оперативно да функционира, да остварува приходи, добивки и слично, без да има вработени во неа. Новите технологии, новиот пристап до пазари на нас ни овозможуваат на многу брз и полесен начин да носиме одлуки и да влијаеме на тоа да оствариме одредена деловна активност, да продадеме нешто, да стартуваме, да дојдеме во контакт со некого. Продуктивноста е многу поефикасна кај компанија со 1, 2, 3, 5 вработени, доколку имплементира од старт технологија, доколку имплементира пример вештачка интелигенција и слично, додека замислете колку е потешко ти кај големите компании на веќе постоечки изградени системи да имплементираат нови технологии, нова интелигенција која што ќе им помогне на побрз и по-продуктивен начин да било каква миграција е проблем таму, да. Да, да заменат одредени луѓе. Значи јас кога ќе кажам стартап и ти кога ќе кажеш стартап и обично сите, стартап е компанија која што со помош на новите технологии прави нешто ново. Продавничка да отвориш не е стартап. Значи тоа е локален бизнис кој што од социјален аспект државата треба да го поддржи за да опстане, бидејќи се работи за луѓе кои што од работата си ја задоволуваат својата екзистенција. Стартап е малку поинаку, значи стартап не подразбира да ти работиш за да си ја задоволиш својата екзистенција, да, но тоа не е ултимативна првична цел. Стартап е нешто во кое што со години, па некогаш и тоа е 5, 6, 7, 8 години, без реално големи финансиски приходи кои што ја задоволуваат твојата реална екзистенција, ти се вложуваш, не само ти, целиот тим околу тебе, во визијата во која што има компанијата, да потоа има ROI, односно поврат на инвестицијата за една година од кога ќе поминат тие првични 7, 5, 6, 7 години. Така да се потешко и потешко им е на големите компании да имплементираат нови технологии и системи, бидејќи нели навикнати се погломазни, полесно, потешко се носат одлуки кај нив. Брзите компании, односно малите микрокомпаниите кои што имплементираат нова технологија, многу побрзо можат да бидат конкурентни и многу по-голема придобивки имаат од технологијата за да бидат по-продуктивни по вработа. Така што значи и поопширно малце. Не е едноставен одговорот што да прават помалите, ама еве да се трудат, да речем, да бидат поефективни. Да, еве чисто сакам како за споредба во Македонија, само да го отварам, пошто зборувам со бројки, да не направам некоја погрешна информација да дадам во јавноста. Во Македонија има 3454 компании со 0 вработени, кои што постојат и се деловно активни. Од нив 1896 направиле некаков приход. Кој ќе кажам приход, па макар и 1 денар имаат некаков приход на нивната жиросметка на компанија. Пола значи скоро. 1896 значи да, 40%, да, 40% не направиле ништо. Во 2024 оваа бројка била 1466, што значи дека имаме негде околу 400 компании повеќе во 2025 кои што без вработени направиле некаков приход. Сега, 430 поточно, имаме раст од 30% за само една година на бројот на компании кои што без вработени успеале да направат нешто. Тие се тие кои што сега ги зборуваме. Стартапи, односно компании кои што почнуваат, не мора да се стартапи, но веднаш започнале на пазарот и направиле некакви приходи и овој процент е многу во брз раст. Со 30% навистина брзо расте овој сегмент на пазарот. Финансиски, во 2025 година, компаниите со 0 вработени во Македонија направиле 95 милиони евра вкупен приход, што не е воопшто за подценување, додека во 2024 направиле 79 милиони евра. За една година имаме раст од 20% на вкупните приходи на компаниите во Македонија кои што немаат вработени. Значи цветат. Она што е уште поинтересно е дека добивката во 2025 година на овие компании им изнесувала 20 милиони евра, а во 2024 12 милиони евра. Значи, растот на добивката на компаниите со 0 вработени во Македонија е 62%. Не само што значи ги има повеќе, туку и тие генерираат многу големи приходи. Има индустрија која е најзачестена во
во фирмите без ни еден вработен? Да, можам да ги издвојам. На прво место ќе ти кажам кои се топ 5 индустрии кај фирмите со нула вработени во 2025 година. Значи товарен патен транспорт предичи со 90 вакви фирми. Значи тоа е посредување на транспорт. Дејности на ресторани и интересно со 68, иако мал број на приходи прават овие 68 компании. Неспециализирана трговија на големо 66 компании, изградба на стамбени и нестамбени згради 58 и тука влегуваат најчесто ново основаните оние што се безвработени, не дека овие компании прават сериозно големи приходи, како и трговијата на мало. Скопје инаку со 160 фирми најголем има 160 компании нови кои што безвработени остваруваат некакви приходи. Инаку најголем раст има товарниот транспорт, трговијата на мало, рестораните, компјутерското програмирање и подготовката и послужувањето на храна. Така да овие 5 дејности има најголем број на пораст на компании кои што се без вработени, а при тоа остваруваат приходи. Кои се сега најпрофитабилни? Посредувањето и трговијата на големо со 186 милиони денари добивка е најпрофитабилна, управувачките дејности, недвижностите, изградба на згради, така да она што би го издвоил во 2025 година има 167 фирми дејности на ресторани, што е доста интересно, затоа и го издвоив, бидејќи за да имаш на ресторан, претпоставуваме дека треба да имаш вработени. Имаме 167 безвработени, од кои што оствариле 25 милиони денари приходи, а од друга страна компјутерско програмирање, односно IT компании со нула вработени, има 83 и заедно генерирале 84 милиони денари приходи. Така да, еден заклучок, во Македонија се повеќе има се повеќе голем број на компании кои што без приходи, без број на вработени, успеваат да генерираат поголеми приходи и поголема добивка. И понатаму како функционираат тие компании? Мислам, која им е целта ако нема? Види, фрилансингот влегува тука, значи давањето на услуги за странство, а наплатата ја вршат преку компании активни во Македонија. При тоа се плаќа персонален данок, но не се плаќаат, не одлучуваат луѓето кои што се само вработени во своите компании, даваат услуги надвор од Македонија, па може би во Македонија да не се пријавуваат. Тоа за нив од една страна сметаат дека се нели џаби изгубени средства, бидејќи треба да се платат придонеси, здравствено и слично. Најверојатно во подоцнежните години од животот одлучуваат па да се вработат или па доколку започне компанијата да расте и се развива, не може да остане без вработени. Така да ова е пред се компании кои што се раководени и управувани од едно лице кое што дава консултантски услуги, фрилансинг и така натаму. Веројатно дел од тие фирми се можеби втора фирма на некој. Апсолутно. Сигурно има дел од тие фирми, 20 до 30%. А како е смената сликата на топ 100 компаниите? Минатата година зборевме, има доста промени или е стабилна сликата за топ 100 компаниите? Па вака ќе ти кажам еден интересен податок, ќе ги земам не само топ 100, малку поширока слика на топ 500 компании во Македонија по приходи, добивки и број на вработени. Имаме 72 фирми годинава кои што влегува како нови на листата во топ 500 по приходи. А во топ 500 по добивка имаме 155 нови компании, значи промена на скоро 1/3 од 30%. Да, на сите компании и 52 компании според број на вработени се нови на листата на топ 500. Јас сега тука имам целата листа на кои се тие компании, но не би навлагал во тоа да откривам нели називи на компании, точно кои се нови или кои се стари на листата. Едноставно би се задржал на оние кои што ја носат македонската економија, тоа се најголемите компании, да речем десетина по приходи, добивки и вработени, па би ги истакнал компанијата Johnson Matthey, која што во 2025 година повторно го задржува местото број 1 лидер во Македонија по остварени приходи со 1,8 милиарди евра вкупни приходи, што всушност представува и пад на вкупните приходи за оваа компанија во однос на 2024. На второ место е Окта
со 628 милиони евра вкупни приходи, Мак Петрол веднаш позади нив со 508 милиони евра, односно, извинете, со 508, Евана Хоум следи на 4-то место, Кам на 5-то место, веднаш позади Кам е Кипермаркет, потоа следи Ванхол, Костал и Алкалоид на 10-та позиција. Она што би го издвоил како да речем, силен заклучок за 2025 година е Джонсон Мети понатаму, нели, како што кажав, е убедливо на првото место, но од 117 милиарди денари има пат на 111 милиарди денари, со 5% помалку во однос на 25 година. Во однос на 24. Окта уште поголем пат има, од 13%, и ова покажува дека енергетскиот, односно нафтениот сектор на што го разговаравме, додека не се стабилизира, влијае на вкупните приходи на овој сектор. Но истовремено се појавуваат нови победници. Ванхол од 7,4 милиарди денари има раст од 109% на вкупни приходи за една година. Практично компанијата ги дуплирала приходите и сигнал дека автомотив секторот повторно расте во 2025 година. Но тука раст имаат уште Костал, Магна, Маркарт, Дрекслермајер и така натаму. Многу интересен и растот кај Бехтел и Енка, она што е доста зборена компанија кај нас, кој што ги гради автопатиштата нови, од 5,3 на 9,7 милиарди евро, односно раст од 81% на вкупните приходи. Практично, да речем, кај ритейл секторот, Кам Маркет ги споменав, Кипер го споменав, енергетскиот сектор, компании како Евана Хоум, како ЕДС, РЕС, Терна, оние, можеби ако не ги знаеш, тоа се нови играчи кои што на пазарот, според либерализацијата на пазарот, може да активно учествуваат во продажба на струја на бизниси. Да препродаваат. Растат сите, апсолутно сите, и тоа е знак дека веќе енергетиката е, односно топ 50 компании во Македонија покриена од многу голем број на енергетски компании од овој сектор. Спомнав исто така за стамбената индустрија или индустријата за градење на згради. Има таму доста играчи нови. Има пораст, споревме дека има доста интересен сектор, бидејќи цената на го спомнавме за стамбениот и деловниот простор рапидно пораста од 2021 година до сега, па затоа и направив една анализа од 2022 до 2025 година што се случува со секторот на високоградба. Целата дејност има раст на приходи од 9,8%. 10% имаат раст на приходи за овој период. Најголемите топ 10 компании, оне што ми рече да ги издвојам, не би ги издвоил кои се, но би кажал дека топ 10 компаниите пораснале со 9%, што значи дека секторот во Македонија пораснал повеќе од самите 10 компании. Она обратно од она што претходно го разговаравме. Значи ова е пример на сектор каде што новите играчи на пазарот успеваат да пораснат многу повеќе од постоечните играчи, да. Зошто? Бидејќи бројот на вработени во Македонија во овој сектор се има намалено за 20% за овие 4 години. Значи, ако пример, имаме 1000 луѓе вработени во секторот, сега има 800. Растот на нето платата во овој сектор за цела дејност има пораснато 23%. А за овие топ 10 компании во Македонија од градежен сектор, изградба на згради, има пораснато за 90%. Значи, притисокот врз најголемите да ги задржат своите проекти, да градат се повеќе и повеќе згради за да имаат приходи, бил многу поголем. 4 пати поголем од останатите, бидејќи требало да издвојат многу поголеми суми за плати, за да можат да ги задоволат тие проекти. Односно, растот на добивката од друга страна, бидејќи нели сето ова да видиме зошто служи, растот на добивката од друга страна на пазарот во просек е 63% од 2022 до 2025, а кај топ 10 компаниите е 80%. Што значи дека и покри притисокот за поголеми плати, 4 пати поголеми плати давале најголемите компании, односно не поголеми плати, 4 пати поголем раст, да, со притисок врз вработени, со помали просечни приходи, остваруваат
за 30% поголема профитна маржа од останатиот сектор. Сега ако го анализираме ова со IT секторот, бидејќи е доста актуелен и атрактивен кај нас, може да се види дека во растот на приходи од 2022 до 2025 година во IT секторот, растот на приходи на целата дејност е 57%, а на топ 10 компаниите е 64%. Значи топ 10 компаниите во просек растат побрзо од дејност. Растот на добивката кај дејност е 11,5%, кај топ 10 компаниите 10%. Обратно, притисокот, гледаме дека има притисок врз добивката кај најголемите компании. Зошто? Бидејќи растот на вработени кај нив е 30%, значи пораснале за 30% бројот на вработени кај топ 10 компаниите во IT секторот, додека кај останатата дејност е 24%, но пази што се случува во растот на платите. За 6% се зголемени платите на ниво на цела индустрија за овие 4 години, а кај топ 10 компаниите за 25%. Значи за 5 пати, скоро 4 пати, е зголемена платата повеќе кај лидерите во индустријата, но при тоа и покрај тоа тие лидери успеваат да генерираат во просек поголеми добивки, поголеми приходи, но помала добивка. Да. Што значи дека сериозен притисок и не е ова исто како со градежниот сектор. Во градежниот сектор слично се случува, но со помалку луѓе и со поголеми исплатени плати многу поголеми профити генерираат. А сметаш дека дека има тенденција да продолжи тој раст, бидејќи веќе отидоа некако за која индустрија? За збориме за индустријата за градбата, не за градбата. Јас сум ако ме прашаш наискрено, фасциниран како македонскиот купувач одлучува да ги инвестира своите средства во стан или деловен простор. При тоа, ако само пресмета колкава е повратот на инвестицијата доколку го изнајмува што е деловен 2%. или да. На нас ни се во просек потребни 30 до 40 години во просек да ја вратиме инвестицијата на купена деловна просторија или стан. Доколку вие ги инвестирате вашите средства во било кој индекс на берза или било што слично, барем 3 пати ќе скратите. Минимум. Ама тоа не е реално очигледно за нашето општество се уште. Се уште станови во градба се продадени. Ја не гледам и не застанува некако тоа, да. Не гледам тенденција на намалување. Не знам навистина што треба да се случи, претпоставувам дека и тука апелирам дека финансиската писменост треба навистина на многу повисоко ниво да се крене, бидејќи по глава на жител во Македонија имаше едни такви статистики кои што ги прочитав, има најголема стапка на собственост кај жителите на станови и деловни простори на ниво на Европа. Скандинавците имаат најнизок процент, односно најмногу живеат во изрентани станови, во изрентани деловни простори, односно македонецот, односно балканецот, не само македонецот, поседува во просек најмногу статистички процентуално најмногу станови. И други некако индустрии гледаме дека многу пари се ставаат во таа индустрија и луѓе прават и веројатно тоа е добрата прилика, нели бројките се анализира дека малите играчи имаат добри шанси, условно кажано тоа се сепак бројките кажува дека малите играчи може да многу добро квалитетно пенетрираат на пазарот и има простор за нив, бидејќи одма се приклучуваат на цената, а наоѓаат веројатно нормално, нема толку вработен, наоѓаат полесен начин да ги реализира, да ги напрати згрена крекаева, не е толку филозофија, мислам таа. Без некоја моја експертиза, јас само што можам да искритикувам, дека јас не гледам некој сериозен напредок во тоа што добиваш за одредена цена во овој сектор, бидејќи да не оди надоле цена од 1200-300 евра квадрат што беше пред 5 години во центар на Скопје, сега се дојдени 3,5-3. Не добиваш сериозно поголема вредност на станот од аспект поквалитетен материјал, по премиум локација и слично. Добиваш малтене истото, а на некои места и полошо во однос на квалитет, а профитните маржи на компаниите се поголеми, што значи дека самата цена ја прави разликата во профитната маржа за собственикот, односно инвеститорот, но придобивката за купувачот е на исто или пониско ниво од претходно. Па тоа е очигледно целиот проблем со тоа, што веројатно целата индустрија не ги користи придобивката на
повеќе нели инкам, на повеќе влез на пари за да се надгради самата индустрија, нели да живееме во побави станови, во подобри комплекси, подобро како и нели да е тоа ни светот. Да. Туку очигледно е само за профитот, но it is what it is. Кога сме кај IT, како ти изгледа таа ситуација претходната година? Мислам дека дури со поголем скептицизам некако ја коментиравме дека има некоја тенденција да оди на полошо, како да застане малце на нозе, ми изгледа од страна. Тенденција, мислам, траекторијата на движење е сериозен удар, еве ќе се навратам, сериозен удар има да ја задржи продуктивноста овој сектор кај нас. Тоа веројатно е најголемиот проблем што извини што те прекинав, тој агенцијски модел по кој работат нашите, нели нашата работна сила се извезува условно кажано во Европа. Тоа исто како со зградиве на долг рок некако нема. Пластичен пример ќе дадеме. 30% е зголемен бројот на вработени, 25% е зголемена нето платата, а намалена е профитната маржа. Тоа значи дека со многу повеќе луѓе ние генерираме многу помалку профит. Што значи дека продуктивноста е намалена по вработен. Ние ако се обидеме да скратиме луѓе, а ова е дејност во која што луѓето ги генерираат приходите, агенцискиот модел, каде што луѓето ги генерираат приходите и добивката на компаниите, ние мораме да се свртиме, односно со години тоа се зборува во наше општество, дека IT секторот мора да се сврти кон продукт на кон личен продукт, тоест да, кон креирање на сопствени продукти, бидејќи тие SaaS решени продукти кои што можат да ги понудат на пазарот, се одржливи на подолг рок. Што се подржливи на подолг рок, не се потребни толку луѓе за да порасне самата компанија, односно продуктивноста по бројот на вработени на долг рок е многу по исплатлива, односно поголема. Јас би ги издвоил, ако сакаш, да компаниите кои што се за истакнување во Македонија ја ги велам блиску европските плати, а така тие се најинтересни секогаш. Да. Во Македонија имаме негде околу, туку точно 1634 компании каде просечната плата е над 1 евро. Значи иста е бројката од претходната година. Не, имаме за претходната година беа 1312 компании, што значи дека имаме плюс 322 компании кои што просечната плата на ниво на компанија им се зголемила за да влезат во оваа категорија. Ова не значи дека сите вработени во компанијата земаат 1000 евра или повеќе, туку просекот на платите во компанијата изнесува е минимум 1000 евра за да влезеш во категорија на овие компании. Сега интересно е што во овие сите 1634 компании работат негде приближно 39.000 луѓе. Минатата година кога ги анализиравме овие компании работеа за 10.000 луѓе помалку, што значи дека општо земено компаниите кои што исплаќаат просечна плата над 1000 евра вработуваат веќе 10.000 луѓе повеќе од минатата година. И е за навистина пофалба. Кои се тие компании? Најмногу се, односно компјутерско програмирање, 223 компании имаме, или раст од 7,2% во однос на 2024. Трговија на големо, односно овде се дистрибутерите на храна, пијалоци и слично, 61 компанија, деловно советување 60 компании, останати IT услуги 57, градежништво 43 и она што излезе првпат на оваа листа со поголем број на компании се сметководство и ревизија. Ја би сакал, знаеш, кој дел да го опфатам. Има сериозно голем број на компании кои што исплаќаат просечна плата над 1000 вработени, над 1000 евра, но при тоа имаат мал број на вработени. 1, 2, 3. Би ги истакнал оние компании кои што имаат 1000, 2000, 3000 вработени, а успеваат просечната плата да ја задржат на над 1000 евра. Кои се тие? Компанија со 2210 вработени во Македонија, а исплаќа над 1000 евра просечна плата на ниво на компанија Алкалоид. На второ место е Бехтел и Енка, каде што се 1643 вработени, а просечната плата е 103.000 денари, значи негде околу 1600 евра. На трето место 1147 вработени е Систина,
каде што просечната плата е 91 и негде околу 1500 евра. Колку вработени има сестина изве? 1147, вработени има сестина. да. На четврто место со 956 вработени е Макстил, каде што просечната плата е 1000 евра, нешто над 60.000 денари. И на пето место, да речем, до петорката би запрел, со 930 вработени, а платата им изнесува 1100 евро од прилика, е Македонски Телеком. Така да, компании кои што навистина со многу поголем број на вработени успеваат просечната плата да ја задржат или да ја издигнат над 1000 евра, се навистина за пофалба, бидејќи они го влечат растот и на плати, и на продуктивност и на додадената вредност што ја оставуваат во нашето општество. Што бројки имаме уште да видиме? Мислам дека фативме голем дел. Колку сме? Веќе сме, речи си 1 час 50 и нешто минути. Па може да заклучуваме. Да, мислам дека дававме доволно информации. Ајде за 2026 на секунда, вака првите месеци како ти изгледаат? Во која насока се движи година? Дали треба да личи на претходната? 2026 година јас очекувам... Моце ми е чудно сега дека сме 2026 ако ми текне. Од каде ова? Бројот на новоосновани компании... Имаш еден податок, ќе морам да те прекинам, извини, што ми западна за око баш ке тебе на LinkedIn, дека за прв пат се случува, нели, за повеќе компании се отвараат на страна од главниот град од Скопје. Да. Тоа е некоја иста тенденција и доста јас вака по тоа што можам да разговарам со луѓе, да соработам со фирми, гледам колку многу интересни и окей компании, некако Скопје како да губи тој примат на Скопје го губи приматот вака се. Во просек во Скопје секогаш биле над 50% од компаниите и кога ќе ги анализираш и по приходи, од прилика така е. Над 50-60% од компаниите се лоцирани во Скопје, додека новооснованите компании се повеќе имаат тенденција да се раѓаат, би рекол, нови стартап центри во Македонија. Куманово, Тетово, Охрид, Битола, пред се Битола, со најголем раст беше, мислам дека ако се сеќавам добро на таа анализа. Кога сме кај Битола се потсетив. Да. Значи се повеќе предприемачи се осмелуваат, односно млади лица се осмелуваат да започнат бизнис низ другиве региони, би рекол центри да основаат компанија. И тоа е доста звучи. Тоа е доста супер. Апсолутно за пофалба. Ја би сакал да го анализирам моментот за 2-3 години што со тие компании, бидејќи не е поентата само да се започне, скалирањето може да биде проблем. За поздравување моментот дека бројот на новооосновани компании расте од година во година, од 6, 7, 8 веќе илјади компании, правни субјекти, не компании се основаат годишно. Би го издвоил сега доста интересен момент е со туристичките агенции. Неодамна направивме некоја таква анализа да поради проблемите на Блиски Исток и слично, се повеќе луѓе се резервирани околу планирањата на каде ќе ги што се случува пат веројатно. Па падот најмногу се гледа на број на новоосновани компании. Од прилика 40 фирми годишно се основале во секторот туристички агенции годишно, нови, што значи дека квартално се основале 10, односно 3 месечно нови фирми влегувале во пазарот на туризмот. Годинава 3 имаме за 4 месеци новоосновани вкупно. Што значи дека не се осмелуваат нови бизниси да влегуваат на тој пазар. Од друга страна, бројот на блокирани сметки, долгот кон управата за земни приходи што го има цел сектор се зголемува. Секоја пета компанија со дејност туристичка агенција блокирана и вкупниот долг на туристичките агенции кон УЈП е негде околу 500.000 евра, пола милион евра, по основ на ДДВ, неплатени плати, придонеси и слично. Тоа може беше интересно да извадиме за следен пат најзадолжени дејности. Најзадолжени дејности, да. Па ја еднаш кога правев ваква анализа, кои се веројатно можеби знаеш? Дејноста на ресторани е доста сигурно, критична. Они се шампиони, да. Да, мислам дека беше не би каракирал, пошто ќе излезе во јавност, но имаше сериозен број на голем процент на компании кои што се со блокирана сметка, кои што се со висока, односно ниска бонитетна оцена, висока задолжени. Ако треба да издвојам дејност која што е гарантиран неуспехот
статистички единоставно ресторани. Ако сакате да не успеете, изберете, отворете локал, кафич, ресторан, статистички моделот ви дава најголема веројатност да не успеете. I have a plan, знаеш. Ништо само да ти се благодарам и да те прашам едно прашање, бидејќи од оваа епизода почнам заедно со Божиновски да работам, само да те прашам каков однос имаш ти спрема саат и спрема. Па ја ако можеш да приметиш, ја не носам ниту часовници, ниту ланчиња, ниту прстени. Кон тој дел на материјата не придавам никакво значење, иако ми се допаѓа како да кажам, како накид часовник да го видам на друг, но едноставно не се осеќам природно да носам часовници, ниту било каков накид на мене. Никогаш не си носил ни претходно? Никогаш не сум носил. Да? Да. Едноставно не се осеќам комотно, не се осеќам јас, како да ми сметам на рака, како да не сум јас. Како да не е твое. Да, ланче, например, сум пробал да носам. Во брак сум, не можам да носам прстен, едноставно ми смета на раката, па ми се заглави, па не можам да го одгледам. Така да не би ризикувал многу. Сакам покомотно се осеќам. Че имаш таков однос, за тоа имам поклонен од Божиновски за тебе. Но ете има причина да се смени тоа, бидејќи ги познавам Божиновски, има одлични часовници. Така да во некоја прилика, но пак во некоја прилика во која што е така посвечена или се осмелувам да ставам. И секој има различен, нели, нормално и однос према тоа. Да. Искрено добив, знаеш за претходната конференција од Божиновски добив Лонжин часовник. Одлично. И баш заприметам колку и упаѓа во очи некада кога се движиме по состаноци по луѓе. Тоа е поентата, така. Баш Драган кога дојде во Скопје, прво што виде, значи прв пат кога ме виде, буквално тоа раздалечина кој јас и ти, прво ми рече кога имаш Лонжин, и јас као јас го земав претходниот ден. Јас земав да, имам 24 часа. Веќе се искористи. Ама не може сега тоа го кажам, вчера го земав. Да, као имам. И гледав колку може да влие. Имав баш и прекрасна средба со собственикот на Божиновски, да. Ако се осеќаш добро во него, тогаш да. Со него, тогаш не е за секој, не е за насила и не е нели за некој докажување, ако лично треба некој сегмент, а за тебе имаме бидејќи времето е променливо. Со истиот бренд имаме. Ова ми требаше. Лонжин. Ти благодарам многу. Ти благодарам многу. Чадор, бидејќи ова цело време се менува, ова е за тебе, од нив. И они исто така ме поддржуваат, ова што го правам. Знаеш дека и тоа е реткост и не е лесно. Поздрав до Божиновски. Камиказа сектор е мојот. Така што не е лесно за да било кој да поддржи. Ти исто така многу поддржуваш и претходните некој бизнис подвизи што ги правам јас цело време си тука, претпоставам и за доста луѓе. Обично тоа е веројатно некој кој поминал некој пат чувствува и некоја потреба и да помогне кој може. Така што сами да се благодарам јавно искрено. Јорги, ти благодарам за ова. Јас не испадне. Јас ти благодарам и на тебе што прво што го правиш ова воопшто и што внесуваш оваа енергија во Македонија. Со настаните кои што ги организираш последно во Струмица, во Скопје неколку пати успешни. Сакам да помагам на луѓе кои што почнуваат и кои што градат нешто од нула, бидејќи едноставно сум го поминал тоа и знам колку значи да помогнеш на некој на било каков начин, па макар и да седнеш и да разговараш со отварање на идеи, брейнсторминзи или било што, бидејќи тие сесии, тие разговори на некој кога ќе му кликнат за одредена идеја и ќе може да донесе. И некојаш најпотребните се така, баш тој сегмент. И така што уште еднаш ќе се заблагодарам многу што дојде. 1 час, 1 минута, точно, како што се договоривме. Верувам дека за гледачите имаше некој интересен податок. Останатото можете да контактирате Огнен преку LinkedIn за некое прашање доколку ве интересира. Посетете бизнис мрежа, исто така информирајте се. Бидете во тек со информациите, може да ви значат во бизнисот. За секоја одлука се најважни за носење на одлука се веројатно најважнија, најдобрите информации, нели нормално бизнис мрежа е единствениот систем кој ги покрива тие работи. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.